Васе Ханц, риболовен клуб Радовиш, односно од Радовиш, Крап. Импозатно, големо име, големи луѓе и голем настан. 11-ти куп трофеј Мантово. Навистина добро. Импозантно и тоа што ние и во најавата кажавме дека дури две општини се покровители и тоа после долго време од локални избори. Препознаени се риболовците како луѓе кои што позитивно влијаат во својата заедница и кои што имаат долга патека на позитивно влијание во својата локална средина, а и пошироко дури и ја представуваат нашата земја ширум Европа и во светот. Овој 11-ти куп го одржувате, по кој систем, колку екипи, како дојдовте до крај на организацијата? Бидејќи, кој не организирал, мисли дека тоа веднаш само од себе се случува. Да. Па пред се да ви посакам добре дојдовте на езерото, прекрасното езеро Мантово, самите ваши кадри ќе ги долуват убавините на ова прекрасно езеро, кое не е многу далеко од никоја општина, во скоро централниот дел на Македонија и секој може, па и рекреативен риболовец, и спортски риболовец, и фамилиарни луѓе да го посете, да ги видат. Токму така, вие промоирате и нашата прекрасна природа, да си го запознаеме домашното дома. Да. Овој надпревар, да кажем, 11-ти поред куп Крап или трофеот на Мантово, го организираме оваа година со уште еден јубилеј, 15 години од постоењето на риболовниот клуб Крап. Со овие ентузијасти, дечки, повозрастни, па и ветерани, ние успеавме денес да собереме 70 надпреварувачи, капитени, луѓе на оваа прекрасно место. Рековте дека имаме поддршка од локалните самоуправи. Локалните самоуправи ги водат овој период две прекрасни личности, градоначалникот на општина Конче, градоначалникот на општина Радовиш Љупче и Златко на општина Конче. Ти имаат слух, имаат разбирање. Значи ги препознаа онака како што и впрочем треба секој да ги препознае двигателите на позитивноста во нивната општина, позитивност не само за луѓето и за крајот воопшто, за природните убавини, за сето она што го чини човекот човек, а го именуваат риболовец. Да, тие несебично ја дават поддршката на спортскиот риболов. Ние цело време, јас се сеќавам во мојата риболовна кариера повеќе од 30 години, се трудам на многу поединци да докажам дека и риболовот е спорт. И риболовот има високи првенства. Јас сум бил на 4-5 светски првенства, европски првенства, каде што ние ја промовираме нашата држава. Преку овие наши куп надпревари, локални, лига надпревари, па се до самата репрезентација, каде што голем број на надпреварувачи потекнуваат од своите клуби и били се на тие високи надпреварувања. Гордо се ја представува Македонија. Да се вратам на надпреварот. Надпреварот се присутни 14 екипи од Македонија и Србија со по тројца надпреварувачи. Гледам дека веќе почна да се вади црвеноперката активна, малку овие денови се имаше промена на времето, но сепак има интензитет на ловење. Гледам дека излегува риба. Тоа е најважно. Така, и заборавме да кажеме, а вие добро ме подсетивте, ова е и интернационален куп, значи не само од нашата земја, и од Србија имате гостинска екипа, што дава за право да се каже дека на една друга платформа го организирате, не само за да ги задоволите своите локални апетити, туку гласот го проширувате за доброто во Македонија, за убавото езеро, за општините Конче и за Радовиш и надвор од Македонија. Преку ова наше дружиње, веднаш по надпреварот, после мерење на уловената риба, ние продолжуваме на овде на еден прекрасен локалитет, Влашки колиби. Тама ќе биде целата церемонија на прогласување. Значи, близко до самото езеро, близко до самата вода. Тоа е на 200 метра и мислам дека сите гости ќе бидат презадоволни од денешната посета на Мантово и на
нас како организатори ќе бидеме ќе биде во ред и дека пак во следна прилика па и сами ќе го посетите езерото Ланта. Тоа е Така, и да се вратиме повторно на спортскиот дел. Сега моментно ќе ги интересира спортистите, оние спортски риболовци, нели имаме рекреативци, кој систем го употребувате за организација на денешниот куп? Денешниот надпревар е во дисциплината пливка. Инсертите ваши кадрите ќе покажат, се лови претежно ситна риба. Значи, во дисциплината пливка, поради малиот простор, денес го надправивме во бокс систем. Бокс систем или... Да им појасниме на гледачите, што е тоа бокс систем? Да, тројца надпреваровачи ловат со смена во зона А, во зона Б, во зона В. Секој има саат и 15 минути, истите позиции, па истата опрема се користи. Тоа се прави кога има мал простор. Знаеме дека просторот за стаза треба да биде идентичен и ист за секој надпреварувач и да ги задоволува сите според правилникот, па се трудиме да бидеме барем дел од тие правила со стазата, со самата патека. Така, со самата патека, риболовна спортска патека, сте Тоа е 100 компатибилни метра. со природата, буквално, а во исто време на некој им се допаѓа овој систем, бидејќи на исто место сите тројца надпреварувачи риболоват и еден со друг се гледаат кој што како и нема тука забелешки, а дружбата е феноменална. Тоа ме радува што гледам повеќе од екипите имат подмладок. Млади спортски риболовци. Секој чест за екипата на Оскар која цело време работи со младите надпреварувачи, младите деца и имат успех. Гледам екипата на Велес, Бабу на Велес има своји млади надпреварувачи, има од Битола екипата млади надпреварувачи, значи кај нас има исто млади надпреварувачи. Тоа е доброто, што веќе младите влегуваат во овој спорт. Токму така ги следат вашите чекори, а и предничат во одредени работи, бидејќи како што ние милуваме да кажеме, ние можеби сме биле Кока-Кола, Швепс или Еврокрем генерација, но тие се кибер генерација и риболова. Така, на крај сакам да ви се заблагодарам вие како екипа и редакција што сте дел од овој прекрасен настан. Се надевам дека и во следните години ќе ни бидете гости. Благодарност до екипата на Ловец Школко, до вас, Илија, што знаете што сакат риболовците и како да ги доловите најважните моменти во самиот риболов, па и во ловот. Ајде, јас не сум ловец, па и до ловот. Благодарам, ова многу ми значи мене и лично, особено од човек кој што се занимава со односи со јавноста, кој што знае покрај односите со јавноста да работи медиумска продукција, а во исто време и експерт за информатика. Да. Тоа е, благодарам и се надам дека во следна прилика ќе имаме уште помасовност. Благодарам уште еднаш и на крај да го завршиме со еден убав поздрав ова наше интервју, а тоа е риболовниот поздрав со добар поглед. Не, бистро. А не бил. Бистро со добар поглед. Токму така, бистро, а за многубина од тука, од нашата долна страна до езерото што уживаат во овој прекрасен надпревар и со добар поглед. Така е, ловците. Да. Благодарам. Исто и на вас. Ајде, направите место за Филиците, така. Одлично. Бистро. Пријатели, мало приколите за себе дека не може се однесете со толку медали. Види сега дали има да изнемеме некоја приколка за секој случај. Се надевам дека до година ќе го направиме уште помасовен, уште побогат и дека повторно ќе бидете гости на општина Кончи и општина Радовиш. Ви благодарам за присуствието. Много добра организација.
Сега таму пожарникот вас ти